Дами и господа, денеска е, ако не се лажам, 27-миот ден од студентските протести и 11-тиот ден од штрајкот на дел од организациониот одбор. Во тој штрајк со глад сум јас, така што ќе ми простите ако известна слабост на моето лице се погледне и се примети. Не затоа што говорам пред вас како голем дом, како многу луѓе, туку затоа што штрајкувам со глад 11 дена. Ние очекувавме дека ќе говориме меѓу првите, па потоа дека ќе се јават 60-80 луѓе кои што ќе не судат. Нели такво сценарио предвидувавме, меѓутоа се уште не е доцна откако ние ќе проговориме. Говорам ние, затоа што говорам во името на сите што се надвор во шаторот. Не е доцна да се јават повторно дискутанти кои што ќе не разобличат и кои што ќе покажат на македонската јавност решиме и колку ние не сме во право. Морам да нагласам уште еднаш дека ние во знак на протест, поради тоа што тројца од нас веќе паднаа, не сакавме тука да дојдеме. Меѓутоа, слушајќи го говорот на премиерот вчера, се одлучивме сепак да дојдеме тука и да малку реплицираме. Уште еднаш, ви се обраќам од името на организациониот одбор на протестот на студентите. Должен сум веднаш да ви кажам дека меѓу нас постои големо недоразбирање. Ние не баравме расправа за меѓунационалните односи, како што стои во барањето на владата за оваа седница. Ние знаеме дека Република Македонија не е, например, Европска Унија или некоја конфедерација за да се зборува за меѓунационални односи. Ние не баравме ни расправа за меѓуетничките односи, како што раководството на собранието ја насловило темата на денешната седница. Ние од вас баравме во согласност со вашите надлежности да ги преземете сите потребни мерки последниве наши барања. Прво, донесување на закон по итна постапка за престанување на важноста за законот за јазиците на кој се изведува наставата на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Од страна на Уставниот суд на Република Македонија побаравме укинување или поништување на законот за јазиците и нашите ставови во врска со тоа подетално ги образложивме во иницијативата. Во оваа прилика ќе цитираме само дел од одлуката број 100/94 од 25 јануари 1995 година и одлуката број 99/94 од 25 октомври 1994 година на Уставниот суд, со кој што Уставниот суд веќе создал уставна практика во смисла на примена на членот 7 од Уставот на Република Македонија. Отворен цитат. Во согласност со членот 7 став 1 од Уставот на Република Македонија, во Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Ставот 2 на членот 7 од Уставот на Република Македонија предвидува во единиците на локалната самоуправа во кои како мнозинство живеат припадниците на националностите во службена употреба покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо да бидат и јазикот и писмото на националностите на начин утврден со закон. Во ставот 3 на членот 7 од Уставот на РМ е предвидено дека во единиците на локалната самоуправа, во кои како значителен број живеат припадниците на националностите во службена употреба покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, да бидат и јазикот и писмото на националностите под услови и начин утврдени со закон. Со наведените уставни одредби произлегува дека Уставот прави сосема јасна разлика помеѓу службен јазик и како таков го утврдува македонскиот јазик и неговото кирилско писмо на целата територија на Република Македонија и службената употреба на јазик. При што предвидува, кога припадниците на националностите живеат како мнозинство во единиците на националностите на локалната самоуправа, службена употреба на нивниот јазик и писмо да се уредува со начин утврден со закон, а кога тие представуваат значителен број, службената употреба на нивниот јазик
покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо да се уредува само на начин и под услови утврдени со закон. Според тоа, од Уставот произлегува дека на целата територија на Република Македонија, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, не може да се применува и јазикот на националностите. Завршен цитат. Од Уставот произлегува и дека правото на високо образование на службениот македонски јазик на државата Македонија во согласност со член 7 од Уставот не го суспендира правото на образование на припадниците на националностите, ниту пак ние тоа го бараме. Правото на високо образование мора да биде и е достапно и за припадниците на националностите, но под еднакви услови како и за сите граѓани на Република Македонија. Имајќи во предвид еднаквоста на граѓаните во слободите и правата независно, меѓу другото и од националното, односно од етничкото потекло, утврдено со членот 9 од Уставот. Уставот 2 на членот 46 од Уставот е утврдено условите за основање